Макинке, ја ела вам. Седни до мене. Да ми ти кажам. Слушај, вчера јас ти подреков тебе за денеска да направиш убаво јадење. Од најубавото вино да наточиш. Од она старата, одлежена ракија. Авре, домајки, не знам каков е редот во куќава. Денеска си оди момокот. Ни работеше толку време. Па ред е како човек да го испратиме. Ако сакаме поарно да не памети. Слушај да ти кажем, ама и ние поарно ќе го паметиме. Толкува многу момоци работеле кај мене, ама како овој не се погодил ни еден. Оре вреден, домаќин, работен, акикатен, акълија, дете на местото. Направи все. Сготвено е. Поубаво од било кога. Ке го нагостиме, ке го испратиме, па сега, ако е среќа да се договориме и за до година. Јарно. Ако му се бендисуе дека дојде и до година, се тоа си е негова работа. Ти, ајде, оди, донеси го јадењето, виното, ракијата, парите се кај мене, јас ќе му дадам тоа што е пазарено. Ајде, лека по лека. Нека ви е на здравје, јадењево. Здравје да имаш, чорбаджике. Бога ми, убаво си го дуздисала. Па, Костадине, се најадовме убаво, се напивме убаво. И сега редо си е да ти платам за она што работеше во мојава куќа. А и за доброто што го остави кај мене. Ми работев колку што можев, чорбаджи. Сакав честно да си го заработам договореното. И појќе од тоа, и појќе. Офас заработеше. Ама за тоа мојата куќа ти е секогаш отворена. И до година, ако имаш мака, ти можеш да дојдиш кај мене. Само на време да ми јавиш, за да знам, да не земам друг момок, туку да те чекам тебе. Ако имам зорд за пари, чорбаджи, јас со време ке ти јавам и ке ти дојдам. И сам знаеш, куќа треба да доправам. Само како велат, здравје да даде Господ до година. Сега. Угледаш, ова ќе се со пари, а? Така беше? Па го гледам, го гледам. Чекај сега. 1, 2, 3. 3 лири. Така се пазаревме, лели? Да. Можеш да ги земеш со благослов. А ако сакаш, можеш да ги земеш и овие. Ама тука се 30. И ќе ти дам, ама со клетва. Сега размисли си. Сакаш 3 лири со благослов? Сакаш 30. Со клетва. Ако не можеш да се решиш сега, остануваш ти уште една вечер кај нас, Размисли си до утре, па сетне ќе кажеш. Абе, чорбаджи, не сакам да речеш дека се лакомам за пари. Не се малку и не се остава така лесно. Иако се со клетва дадени. Ете со тие пари да речеме ќе можам куќата да се ја доправам, дуќан да си купам и уште ред други работи. Туку се занесува појасна. Размисли си ти, сетики. Не барзај. Ноќ пред тебе. Јас што сум рекол сега, тоа ќе речам и утре. Јас мојот збор не го менувам. Ќе те чекат и овие лирички, а и овие. Ти, сетики, убаво да си размислиш. Али можеш да се речеш за една дакика, али за 5, али за цела ноќ. Твоја работа е. Утре како ќе решиш ти, така ќе биде. Така ќе биде најавно. Да преспијам и утрото е поумно од вечерта. Сетики поарно ќе биде, чорбаджи, да си го превртам низ умот неколку пати ова што ми го кажете, а? Твоја волја. Јас не те притискам. Тоа што го реков, од него не отстапувам. Така е?
Ај сега, по едно каве да се напиеме, бидува? Јоти да не бидува вечервачи, да се напием. Ај така. Домакинке, клај по едно каве со момокот да испиеме. О, На стара домајкинка некои работи не треба да и се кажуваат. Повелете. Браво, смори домакинке. Сполајте. Пак, Костадине, се решили? На голема мисла ме кладе чорбачи. Сон не ме фати да ти кажам право. Мислев и се решив. Ќе си ги земам 3 лири како што се договоривме и што ми ги даваш со благослов. Јас пари колнати и незаработени не сакам. Браво бе, Костадине. Да знаеш, мило ми е што реши вака. Не дека не ми се даваат овие 30 лири, ама да ти кажам право, сакав да видам дали си умен толку колку што си вреден. Ама сега видов, оти си бил умен. Епа, еве, нека ти се со алал, синко Костадине. Фала многу, чорбачи, фала многу и Господ здраве да ти дај. Така. Еве, ова да ти се најде за попет, да не трошиш уште првиот ден од заработените пари. Долг пат те чека, чувај се од лоши луѓе. Фала многу. И како што рековме, ако има мака до година, па ќе се видиме. Така. Ај сега, со здравје, Довидување. среќен нека ти е патот. Фала уште еднаш. Нека ти отворен патот. Останете ми со здравје. Така. Варди се од лоши луѓе.
Сега, еве идам. О, добар ден. Добар ден, домаќине. Добар ден, човече. Ајде, повели, влези, портата е отворена, куќата отворена. А знам бе, домаќине, бе, нит ме прашуваш ни кој сум, ни шо сум. Шо сакам, одма па ти влези. Слушај, денес мене ми е имен ден. Многу луѓе влегоа и излегоа од куќата моја, можеш и ти, ајде повели. Чекай да ти кажам, не сум јас визитар. А. Јас сум патник, намерник, барам место кај да преспијам. Коде, слушај, не те оставам јас тебе, човече, да спиеш на овој свет ден по плевните. Куќата е отворена. Ајде, повели, влези. Ајде. Многу ти фала, домаќине, за добрината што ми ја правиш. Ајде. И нека ти е за многу години името. Свети Јован. Така. Свети Јован. Ајде, луѓе, слава ли или што е? Име да му слави. А една песничка додека дојде домакинот. Цела песна, цела. Ева. Пилето ми пе, рано на сабајле, рано на сабајле, рано пред зори. Ја стани ми стани, ти младане место. Абе, ајде домаќине што се стори. Повели, еве, патник, намерник. Ајде, Вино, леб, пипер. Фала многу, домаќине. Добар ден, добри луѓе. Добар ден, да си жив. Седи, така. Седи сега. Значи, погачата, не? Па тебе те чекаме, ја крстиш или не ја крстиш? Ај за многу години. Ајде се вака. Оп, ајде. Оваа година пшеницата ти се погодила. Убаво. Се гледа по белината. Така, и убаво го измелеа да ти кажем по таа мелницата кај ставле. Така. Ставле и мене ми менеше. Така, ајде, отака, оде. Да те прашам нешто, домаќине. Бе, не прашај. Не прашај. Јади, разбираш. И не гледај многу. Земи, јади, крка, види, полна софра јадење. Јади. Чекај тоа. Сакам да те прашам за момчево. Го гледам цело време, нит јаде, нит пие, а баш и не зборува ништо. Не може, не сака или нешто е нејаден. Абе, луѓе, абе, го слушај. Еј, ова момче може го гледаш, ми е братче. Братче. Убаде? И слушај да ти кажем, тој не зборува многу. Не, ама кога ќе каже, кажено е. Секој збор му е скап како златник. Епа, луѓе, баш би сакал да го слушнам момчето што ќе каже. Еве, јас ќе платам за ше што ќе каже, ќе дадам еден златник. Ајде. Да. Иако ми е тешко да се одделам од спечеленото. Се што ќе кажи, еден златник. Пријателе, не е убаво да си го даваш тоа што си го печелел. Вистина, момчево е умно, мудро, од него има што да се научи. Ама не е ред да си го даваш печеленото, не е ред. Не гледаш ли дека се шегува? Не се шегувам. Плаќам златник за збор. Нека го, нека го. Нека плати, нека си го направи кево. Ке сакаш ти, бре, момче, нешто да кажеш? А?
Еве, една жолтица. Матна вода не гази. Ти кажа луѓето да не си ја даваш маката. Момче, ќе ти дадам уште една жолтица. Белким ќе се преранам со едната што ќе ми остане, а? Ајде, кажи уште нешто и ќе ти дадам уште една. Еве. Кај што гракаат чавки и гаврани, нешто има. Море човеку, не те видов да пиеш многу вино, а пијан ми се чиниш. Еве, момчево ќе ти прости. Нема да ти го земе златникот. Не, јас од зборот не остапувам. Еве ја. Гледам јас, ќе останам сиромав. Ама да ти кажам право домаќиње, и последниот златник ќе го дадам ако каже нешто момчево. А? Ако треба од тука право ќе одам да слугвам, ама сакам да слушнам уште една од него. Еве го. Ке кажеш? На жена тајна не кажувај. Слушај, и немој сега да сум чул некој лош збор за куќава моја. Абе, никој не ти главаше жар на меот да му даваш пари. Јас дури ти велеш, немој те сопирам, ама ти. Абе, јас реков, домаќине, од зборот не се откажувам. Ај сега да се напиеме сите за здравје на домаќинот. Ајде, да си жив и здрав домаќин. Матна ми се гледа реката и многу голема. Како ми рече момчето што му ја дадов печалбата, матна вода не гази. Добро. Ќе почекам, нека се смири, нека се избистри, после ќе ја поминам. Ај, колкаво е водиштево денеска. Ќе одиме или ќе чекаме? Пријателе, и ти ли си за другата страна? Сум, ама некако не ми се оди, ми се гледа многу голема и матна. Па така размислив, решив да почекам малку. Јас мислам да не чекаме. Ти си ја минувал ли реката до сега? Абе, сум ја минал не еднаш, ама некако...
Мислам, сакам да почекам од едно момче во една прилика ми каже, рече, матна вода не гази. Јас со златник му го платив тој збор. И сега сакам да си го почитувам платеното. Абе, јас мислам да одем и да не чекаме. 100 пати сум ја минувал рекава. Секоја дупка на памет ја знам. Ајде. Моje не е да ве сопирам, мислам, одете кај, што сакате правите, ама ете, ви кажувам субаво момчето што ми кажа. Јас сега ќе одам, ќе се засолам некаде додека рекава не се смири. А вам нека вие со среќа, са што ви правам. Е така. Може би ке можев и вчера да ја поминам, ама јас и така не брзам. А тие двајцата сигурно ја поминали, сега си се дома. Се удавиле, коњите поминале, а тие се удавиле. Па нема бил ким цела ноќ да седат на брегот. И што да правам се? Наравно ќе приде да си ги земам коњите со мене. Ете ми се врати златникот што го дадов. А и тоа што остана жив, ќе можам да се спечелам уште пари. Господ здравие да му дај на момчето што ми каже така. Навистина, секој збор му е алтар. Ајде! Што ми рече момчето, тој што гракаат чавки и гаврани нешто има. Значи нешто под нив се крие. Ќе одам да видам.
Кај што гракаат чавки и гаврани, нешто има. И наистина има. Ова мора да се некои арамии што се испотепале за парите. Не може да се погнат како да ги поделат и се испотепале. Што направам се? Да си ги соберам парите и важното и ќе се коните право дома. Три месеци бев сама. И маж и жена во куќата се изнамачи. А ти си дојде 3 дена по договореното време. Знаеш како ми беше мене тие 3 дена? Те мислев да не нешто ти се случило, нешто лошо, да не нашла некоја несреќа, знаеш како ми беше? И сега, кога си дојде, толкова време помина, не сакаш да кажеш ни каде беше, ни што правеше, ниту колку пари доне. Амори, женове, се што беше закажување ти кажав. И за 3 работи што ми ги кажа момчето, за 3 златници, и за матната вода, и за арамиите што се отепа, и за коњите што ти ги донесов, се ти кажав. Не ми кажа се. Тоа што сакам да го знам, не ми го кажа. Зошто не сакаш да ми кажеш што е тоа што го однесе во визбата и зошто ја заклучи визбата? Тоа сакам да знам. Добро бе, жено, што сакаш уште од мене? Ај кажи што сакаш. Пари донесов. Ја ти дам куќава. Правам нешто лошо. Правам ли нешто? Кажи, правам. Не можам да се пожалам. Не можам. Ама зошто не сакаш да ми кажеш што е тоа што е заклучено во визбата? Тоа сакам да знам. Жена сум ти. Ти реков ли што ми кажа момчето? На жена тајна не кажувај. А на кој ќе си кажеш ако не на својата жена? Слушај, жено, немој да ме сакалдисуваш, оти ке те фрлам. Те водев досега, ке те водам и понатаму, ма остави ме намира. Па цел живот бев избеќер, бре. И немој сега кога Господ ме дарувал, ти да ми земаш. Ме разбрали не? Јас тебе те разбирам, ама ти мене не ме разбираш. Се што ми кажа 100 пати и тоа го знам и не треба да ми го кажуваш. Ама тоа што не го знам, тоа не сакаш да ми го кажеш. Сакам да знам што однесе во визбата и што е заклучено таму. Е, тоа сакам да знам. На жена тајна не кажува. Сега ќе видам дали си во право. Кому му зборуваш? Да никого настави од себе си. Са слушај, жено, шом си навалила, јас ке ти кажам. Ама иако ова работа не е закажување. Долу во визба имам закопано еден човек што го отепав. Негој беа и коњите и парите. Ама не сум крив. Прво тој сакаше мене да ме отепа. И јас бранејќи се гудрив лошо и го ничко сам. Шо ме гледаш? И тоа што се стори, ми беше жал за коњите и за парите и ги зедов. Ете тоа е се.
И ако мислиш да ми имаш, за ова никому не смееш ни збор да кажеш. Кажа, Керко мори Така? што ми накажа. Така? Леле, значи, многу арно, не било нарно. А јас толку им се израдував на тие ваши пари. Мислев, еве, на старост ке си проживееш, кога цел живот живееше во сиромаштија, а тоа ти биле колнати пари, леле. Колнати. И зошто го стори тоа, ти кажа ли? Ми кажа, вели не бил ништо виновен. Така, вели. Така ми рече, го нападнала рамијата и тој бранејки се, го удрил лошо, не сакајки и го ничко сам. Ај. Па така ќе ти каже, што ќе ти каже друго. Господе Боже. Леле, јас куќа правам, куќа зидам, се радувам, како ќе живеам во таа куќа со тие колнати пари зидана, со тие крвави пари, како ќе живеам таму. Ич да не береш гајле. Оди ти дома, а јас ке смислам што направиш. Слушај, немој да си му кажала дека си била овде. Може да ме отепа. Оти ќе мисли дека ќе го предадам. Знаеш? Затоа ти оди дома и никому ни збор. А јас ке смислам што да... Никому ништо да не кажувам. Никому, разбра, само мене и никому. Катанец на устата. Ајде си одам. Никому ништо. Разбра. Ајде, право дома. Господе Боже. Што нас се пре, Господе. Добар ден, тетка Костадиница. Ау, добар ден. Каде беше? Ами, бев до кај мајка, бев... Ау, не. Не бев до кај мајка, бев до кај... Оваа соседкава, ова Лена на... Ти кај ќе одеш? До кај баба. До кај баба. Да ја поздравиш многу од мене. Полај. Аха. Ау, за малку ќе си кажав дека сум била до кај мајка. Ама се сетив. Кај беше, Мори? До кај Лена на... Кај Лена? И што правеше таму? Ништо не сум кажала, ништо. И да не кажуваш. Сгрешив ја што ти кажав. Сега и на тоа треба да мислам дали ќе кажеш некому или не. Ако каже. И? Што ќе ме направиш? Што? Што ќе ти направам? Порно да не знаеш. Ете ги гостите што ги чекав. Ти ми ги покани. Никого не сум поканила. Не, отвори па ќе видиш дека ти ми ги покани. Стани и врви пред нас. Ајде, отвори ја визбата и води ја таму. Не издржа ни еден ден. Па дојдете со мене, ајде. Казми и лопат има долу. Копајте колку што сакате.
И велиш, така ти рече момчето, а? Така ми рече, од збор до збор, слушај, ако не ми веруваш, можам да те однесам кај него, само ке треба да земеш некоја жолтица, оти му се скапи зборовите. И се излезе како што рече тој. Се, баш како што рече тој. Слушај, само ова за жената не му верував дека е така, знаеш, па за да проверам, ја смислив оваа работа. Иш не ми е жал што му ги дадов парите на момчето што ги спечалив со мака, не? Оти се излезе како што рече тој. А, тоа е така затоа што чорбаджијата ти ги дал со благослов, а не со клетва. И ти да се полакомеше да ги земеш поколнатите, ќе те најдеше исто што и арамиите. Сигурно. Вака излезе се како што треба. Оти добрината со добрина се враќа. А, така. А жената? Што ќе пресане, а? Жена ко жена. Нема лоша мислење. Честна е, сака мирно и често да живее. Ама момчето бабеше во право. На жена тајна не кажувај. А, така. Абе, Кодош, ти не донесе тука, а? Аха. Да. Оти... Не јас, бабата. Бабата кој да речи, ми вели... Оти бабата кој рече, јас реков, оди приле бабава. Ама дошла овде во чајирот и баба кој да вели, слушај, пу! Оти бе бабата рече, не реков. Не реков јас. Сулјо, знаеш,